Whose dress is that? I have to say, reply, I don't know. You could look at the tag in the back. It was designed in the 50s. Where'd you get it? I got it in a thrift store on Lancashire in the Valley, right next to the place where my band rehearses. There's all these junk stores. That's not junk. I know. That's a I couldn't believe it. A great dress. Thanks. Why It cost about $5. $5. Не сите познати личности сакаат да носат скапа гардероба. Дел од нив на прв поглед препознаваат квалитетна облека дури и кога е користена. Кога станува збор за облека од втора рака, во Македонија новаа роба се гледа поинаку. Луѓето купуваат во овие продавници, но не ја знаат вистинската приказна за нив. Дел од нив не знаат дека за ефтини пари купуваат оригинална гардероба, вели Јавни Тачи, собственик на секонд-хенд продавница. Јас немам толку пари за да трошим на бос кој што кошта 250 евра една кошелја. Ама наоѓам бос за 299 денари, кај мене во дуќан. Купуваат од најмали дечиња, значи мајките купуваат за бебиње, па до највозрасен. Не можеш секој ден да јадеш со нова лажица, него ќе ја испереш и пак ќе почнеш да јадеш. Во овој бизнис Тачи е повеќе од 14 години. Гардеробата ја увезува од Данска. Облеката пред се ја донираат луѓе од елитните населби преку организација која е задолжена за собирање на ваква облека, ни раскажа Тачи. Нашата роба доаѓа од Данска и секогаш овде се дезинфицираат. Оствари се пеглат, со индустријска пегла, тоа е значи дезинфицирање. Освен тоа што ни доаѓаат секогаш документи од Министерството за здравство од Данска. Дел од граѓаните кои влегува во продавницата не сакаат да зборуваат пред нашата камера. Други пак велат има избор. Пред некој ден купив за 390 динара панталони, супер. Секој може по нешто да си најде, за сите примања, не знам, има. Па да ви кажам и големи госпоđи купуваат овдека. Овие две господи, иако ни рекоа дека не купуваат користена гардероба, беа љубопитни и влегоа внатре. До сега не сме купували, сега ќе влеземе да видиме што има. По 5 минути излегоа со празни раце, но велат нема ништо срамно да се купува облека од втора рака. Nije sramota, ja u Novi Sad živim. Narod već 20 godina ovako se oblači. Izvinite, molim vas, a ovde je sramota ući. Иако во соседните земји овие продавници представуваат вистинско место за шопинг, за жал во Македонија се уште владее мислењето дека се облекуваат само луѓе со плиток џеп.